почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во изминатите 2 години, во кои имам честа и одговорноста да бидам градоначалник на општина Штип, Штип остварува напредок и успеси кои што одамна сите ние ги заслужуваме. Во минатото Штип талкаше дезориентирано и безцелно, со безидејно водство и стагнација на многу полиња. Но во изминативе 2 години покажавме дека со вредна работа, настојчивост и упорност му го даваме на Штип вистинското место кое го заслужува. Вистински универзитетски и предприемачки центар кој на сиот регион му го покажува патот кон европските вредности и европското секојдневие. Наследивме општина со бројни проблеми, со празна општинска каса и празни каси на јавните предпријатија, кои дополнително беа и со затрупани во долгови, но тоа не обесхрабри, ниту пак не поколеба. Уште првиот месец се зафативме со работа и почнавме со решавање на проблемите и изнаоѓање на одржливи решенија за сите наши граѓани. Во првиот месец од мојата работа како градоначалник ги започнавме проектите за изградба на детската градинка во населба Сењак и водоводната мрежа во населба Балканска. Денес овие два проекти се реализирани, а на огромно задоволство на сите штипјани. После 30 години се решава проблемот со сместувачките капацитети за дечиња во градинките. Штипјани повеќе нема да чекаат година дена за да ги запишат своите деца во градинките. Освен новата детска градинка, која е со капацитет за згрижување од 200 деца, ние се грижиме и за сите постоечки клонови на двете градинки во градот. Ги реновираме, ги осовременуваме, ги приспособуваме за во секоја од нив децата да добиваат соодветна грижа и воспитување во достоинствени услови. Во изминатите 2 години обезбедивме и бесплатен предстој во градинките за децата на самохраните родители. Повеќе деценискиот проблем на жителите на населба Балканска, кој не беше решен од многу гарнитури претходно, дури ни од високи функционери кои живеат во таа населба, од ВМРО ДПМН, и свесно го игнорираат тој проблем, ние денеска го решивме. Жителите на населба Балканска конечно имаат чиста и здрава вода за пиење од градскиот водовод. Го исполнивме ветувањето кое го дадовме пред изборите. Во минатото парите на граѓаните се трошеа на прескапи жардинјери на плоштадот и импровизирани проекти од кои граѓаните немаа никакви придобивки. Денес општина Штип е најтранспарентната веб општина во државата. Граѓаните знаат каде и за која намена се троши и последниот денар од општинскиот буџет, а секојдневно се реализираат проекти од огромно значење и унапредување на квалитетот на животот на сите. Изградивме нова паркинг платформа во централното градско подрачје, со што обезбедивме комплетно нови паркинг места во центарот на градот. Додека ВМРО ДПМН за време на нивното владење ја покачи цената на водата за 39% и при тоа не убедува дека морала да се покачи, ние по доаѓањето на власт ја намаливме цената на водата за пиење за 10%, со што целосно го исполнивме нашето ветување. Покрај тоа што ја намаливме цената на водата за пиење, јавното предпријатие ИСАР почна да работи домакински и одговорно, за што успеавме не само да ги реализираме секојдневните активности, туку и набавивме 2 нови машини за ова јавно предпријатие, а дополнително направивме и заштеди за овие 2 години од 10 милиони денари само на име на нафтени деривати. Изградивме и реконструиравме 50 улици. Обиколницата, која што е во изградба, со нов кружен тек и нов мост на река Брегалница е во завршна фаза. Се грижиме и за пешачката инфраструктура, целосно реконструиравме и изградивме нови 11.000 метри квадратни тротоари за пешаци. Изградивме нов тротоар кон кампус 4, со што ги обезбедивме студентите како учесници во сообраќајот, но со тоа им врачивме нова пешачка содржина на жителите од населба Железничка.
Штип ќе биде една од наредните гасифицирани општини и тоа е од особено значење за мене и за оваа локална власт. Енергетски оспособивме 3 објекти во општината со зелени извори на енергија, односно поставени фотоволтаици. Се разбира, најголемо достигнување е реализација на повеќе деценискиот сон на штипјани, а тоа е изградбата на браната на река Отиња. Изградбата на оваа брана ќе ја реализираме заеднички со владата, предводена од председателот Зоран Заев, а граѓаните на Штип конечно ќе го добијат проектот кој што со години и децении го очекуваат. Почитувани граѓани, моја основна цел во секојдневното работење како градоначалник е да издействувам доследна и темелна изработка на сите активности и потфати кои ги превземаме. Најголемо внимание посветуваме на тоа да добиеме квалитетна и трајно добра изработка на секое поле. За нас останува приоритет темелниот пристап кон решавањето на проблемите, како и обезбедување квалитетна и долготрајна инфраструктура за сите наши граѓани. До крајот на годината во Штип ќе биде забележано највисоко ниво на реализација на капиталните инвестиции, околу 200 милиони денари. Градиме општина која е полна со креативност и можности за сите. Општина во која различностите се обединуваат. На половина од мандатот, со задоволство можам да констатирам дека реализиравме многу од ветеното. За нас важни се граѓаните и нивните потреби. Работиме во интерес на граѓаните. Штип е на прав пат. Благодарам.